8 милиони евра за кои осомничен повратникот Артан Груби е само капка во морето сомнежи за криминал од државната лотарија, која по се изгледа била главниот извор за црни пари преку кои превенциите на ДУИ истицувале државни средства. Списокот на кривични пријави против екс-директорот Прпарин Бајрами, кој избега уште пред Груби да замине во Косово да завршил некоја работа, е долг. Во една од пријавите поднесени од МВР дури стоеше името на екс-премиерот Димитар Ковачевски, кого обвинителството уште тогаш го поштеди отфрлувајќи полициската пријава против него. Пред камерата на Алфа, екс-премиерот не сакаше да одговори како Груби може да е осомничен, а тој како негов шеф не. Јас ви кажав дека целото работење е достапно на институциите, сепак седниците на влада се колективни тела каде што се носат одлуки и тие се носат согласно законите на Република Северна Македонија и уште еднаш го повторувам дека на ниту еден начин немам учествувано како председател на влада во работењето на јавните предпријатија или акционерските друштва во државна собственост. Како тоа Груби осомничен, неговиот шеф не е. Како тоа Груби осомничен, неговиот шеф не е. Освен милионите за кои осомничен Груби, избеганиот директор има и кривична пријава за склучени договори со Кумановската, Ритрон Груп за набавка на апарати за коцкање, кои стоеле во магазин, а лотарија за нив плаќала кирија. Освен апаратите со народни пари се плаќале телевизори, принтери, компјутерска и комуникацијска опрема, која ниту се оддесувала со она што го пишувало во трите договори. Има и пријава за плаќање двојно поскапа кирија, а уште нерешен е и случајот со изнемувањето на свадбарскиот ресторан Фестина. Сите случаи се забележани и истражени од државните ревизори. Имаме сомнеш и тоа го истакнуваме во делот на што значи набавка на електронски апарати за приредување на игра на среќа, каде што и истите се платени некаде 9 милиона евра, меѓутоа истите не се ставени во употреба и имаме сомнеш во делот на користење на закон на деловен простор, каде што одреден временски период, некаде околу 6 месеци тој воопшто не се користи, а се извршено плаќање кон тоа, а во одреден временски период во суштина тој се користи само како гаражен простор. И покрај големите сомнежи за криминал и корупција во државна лотарија, никој не преземаше ништо. Тогашната вице-премиерка за добро владење Славица Грковска се правдаше, немала механизми што да прави. Го поздравувам тоа што истражувачките новинари го покренаа за лотарија. Очекувам истражните органи веднаш да превземат мерки, заради тоа што тие имаат обврска да делуваат и подопрен глас. Ние како кабинет за жал не сме истражен орган и тука не би можеле да имаме надлежност. Пари од државна лотарија се цицале се до смената на власта. Последниот тендер вреден речиси 12 милиони евра за набавка на видеолотариски терминали за приредување игри на среќа бил на само 2 дена пред изборот на техничката влада. Оваа набавка беше само една од серијата за ваква опрема. Предходно институцијата која предводеше Бајрами склучи тендери со 19 годишен предприемач за слична набавка на машини за коцкање.